Гостин во дневникот на Алфа е Никола Поповски, пратеник и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добре дојавте. Благодарам. Поповски потпишан е договорот, беше кратко време за сето тоа, но ВМРО не даде поддршка за него. Зошто? ВМРО ДПМН дава поддршка и мислам дека тука се согласуваме околу потребата за градење на подобри, поблиски односи со Бугарија. Имаме различен став околу методот на кој треба да го постигнеме тоа. Во овој текст кој ни беше презентиран, оценивме дека има определени недостатоци кои не ги задоволуваат националните македонски интереси. Од друга страна, сосем се коректни и се адресирани сите оние барања од страна на Република Бугарија во однос на нашите прашања. Така. Проблематичните прашања ги споменуваме постојано. Кои се тие прашања? Пред се однесува на отсуството на симетрија во овој договор, во однос на едната страна добива права, другата добива обврски. Не би било тоа лошо доколку ги немавме оние минати негативни искуства. Во делот на признавање на една реалност во 2017 година дека македонскиот јазик не е само уставна категорија, туку се работи за постоечки јазик кој постои многу пред независноста на Македонија, неспомнувањето на македонски народ, определени формулации поврзани со заедничката историја и со комисиите. Сите овие прашања можат да бидат адресирани на начин на кој Бугарија би останала задоволна, а од македонска страна би се елиминирало тоа чувство во јавноста дека навистина имаме асиметричен договор со листа на обврски за само македонската страна која треба да ги исполнува. Актуелно беше и прашањето за македонското малцинство таму. Точно, во тој дел исто така цениме дека во оној разговор кој го имавме стоиме на нашиот ангажман дека Македонија не треба да се меша во внатрешните работи на својот сосед, но од друга страна постојат формулации во кои Бугарија се повикува на нашиот устав и должноста наша за грижа за македонците надвор од Македонија, може да се постигне баланс со тоа што такво барање би постоело за двете страни или двете страни во рамки на својот устав би се ангажирале за исполнување на тие обврски. Ние во овој случај со оваа формулација која се влече од времената спогодба од 90-тите години создаваме обврска за Македонија која нема аргументи, бидејќи нити во минатото, нити пак во иднина јас верувам дека некој ќе се меша во бугарските внатрешни работи со цел заштита на овие права. Тоа е нешто што е превземено и од страна на Бугарија на меѓународно ниво. Мислам дека има формулации кои можат да излезат во пресред и на нашите очекувања за симетрија во договорот, а исто така и да ги елиминираат било кои извори за загриженост во Бугарија дека Македонија би можела да се меша, нешто што според мене не е реално. Бевме сведоци, целата јавност беше сведок на едно експресно брзање, односно од почетокот на објавата дека ќе се потпише и посетата на Софија, помина многу кратко време, немаше никаква дебата во јавноста, ниту пак во собранието, што е така интересно. Чуму сето ова брзање, зошто? Договорот со Бугарија беше потреба која наметна Бугарија. Долг временски период се преговараше, дојдовме до форма во која практично беа задоволени сите оние прашања кои можеа да се задоволат и останаа тие 5 полиња, да речеме, на кои имаше различни ставови македонски и бугарски. Очигледно е дека новата влада влезе со цел да се задоволат сите тие барања од бугарска страна и да не се навлегува премногу во очекувањата од наша страна за балансираност, со цел да се затвори што е можно побрзо, веројатно во летниот период кога и вниманието е помало и веројатно под предпоставка дека ова е само едно од крупни и комплицирани прашања кои имаат намера да ги решаваат, така што не се чувствуваат дека има некаква потреба да се влезе во таа дебата и во надминување на некои прашања во кои може и ние да се чувствуваме комотни без да им наштетиме на бугарите. Јас повторувам на овој став, бидејќи многу е значајно дека секој од овие прашања може да се реши на начин на кој ние ќе бидеме комфорни, без никако да им наштетиме на бугарската страна. Наша цел не е да имаме ние ќар Бугарија зијан, бидејќи такво пријателство секогаш кога едниот чувствува дека има зијан, не може долгорочно да се одржи. Во тој случај вие го минирате договорот од самиот момент. Дали со ова Република Македонија влегува во НАТО и ги почна преговорите со Европската Унија? Токму Борисов пред 2 дена кажа дека со овој чин, со подпишувањето на договорот, се отварале вратите на НАТО за Македонија. Малку нема логика целата приказка, нели? Грција беше проблемот. Видете, де факто
за нас клучот е во Грција. Значи Македонија не може да влезе во НАТО и не може да отпочне преговори со ЕУ додека Атина не се согласи со тоа. Бугарија е една попатна станица како членка на двете организации која внесе своји карти, особено после 2012-2013 кога го постави овој договор како услов без кој не се може, но реално ниеден исчекор на нашиот евроинтегративен пат не може да помине без таа крајна станица и согласност од Грција. Единствена логика која може да се најде во ова е дека доколку владата решила дека треба да ги исполнува сите барања од сите соседи без многу дискусии со цел да се дојде до таа крајна станица, веруваа дека потпишување на договор е многу побезболно отколку било кое друго прашање кое би го решавале во иднина. Тоа е точно, но јас сметам дека ние мораме да се водиме од максимата дека потпишувањето на договорот е најмалиот елемент во оваа крупна слика, бидејќи врз основа на него ќе дојде примената. Примената е клучот и можно е во ваква една констелација да се отвори ситуација во која идните преговори за членство со Европската Унија ќе поминуваат низ тие истории за комисијата или верификување на историски вистини и да станат дополнителна пречка и извор за фрустрација помеѓу двете држави. Убедувањето наше од македонска страна е дека ние мораме да изградиме односи со Бугарија во кои и ние ќе се чувствуваме комотни и Бугарија ќе се чувствува комотна со нашето членство. Само на овој пат можеме вистински да создадеме пријателство, во спротивно потпишување на документи само по себе не е решение за секој проблем. Благодарам што бевте дел од вестите НАФ. Благодарам за поканата.